по 2 недели од воведувањето на забраната, водата во Гостивар се уште не е безбедна за пиење. Надлежните институции информираат дека резултатите од секојдневните анализи не ги исполнуваат условите за укинување на забраната. Министерот за здравство Сашо Клековски изјави дека безбедноста на граѓаните е приоритет и дека одлука за повторна употреба на водата за пиење ќе биде донесена дури откако ќе се добијат 3 последователни соодветни резултати од анализите на различни мерни места. Во моментов мостри се земаат секојдневно од 9 локации од водоводната мрежа. Во меѓувреме, државниот ревизор Макси Мацевски посочи дека ревизорските извештаи уште од 2007 година укажувале на сериозни пропусти во работењето на јавното предпријатие Комуналец Гостивар. Според него, предпријатието со години работело неефикасно со блокирана сметка и бројни неправилности без да обезбеди сигурно и квалитетно водоснабдување за граѓаните. Истрагата за случајот продолжува. Обвинителството во Гостивар се уште ја прибира потребната документација од општината и од јавното предпријатие. Најавени се и финансиски вештачења на спорните пумпи. Финансиската полиција ќе ги испитува и проектот за градскиот водовод кој бил финансиран со швајцарски и германски средства. Во притвор остануваат директорката на јавното предпријатие Комуналец Гостивар и двајца раководители кои се осомничени дека со нелегално поставување пумпи во преливната комора во селото Вруток предизвикале загадување на водата за пиење. Според досегашните информации, поради загадената вода, повеќе од 3000 граѓани побарале лекарска помош поради стомачни тегоби. Во јавните здравствени установи во Гостивар во текот на вчерашниот ден биле извршени вкупно 73 прегледи на пациенти кои побарале лекарска помош, соопшти Министерството за здравство. Во општата болница доктор Ферит Мурат биле регистрирани 45 нови прегледи, од кои 26 на одделението за инфективни болести и 18 на одделението за педиатрија. Од пациентите прегледани на инфективното одделение, двајца биле задржани на болничко лекување. Според информациите од Министерството за здравство, во моментов на лекување во болницата се хоспитализирани вкупно 4 пациенти, двајца на инфективното одделение и двајца на одделението за педиатрија. Во здравствениот дом во Гостивар, пак во дежурната служба, биле евидентирани уште 28 нови прегледи. Надлежните и понатаму следат состојбата, апелираат граѓаните да ги почитуваат препораките, додека забраната за користење на водата за пиење останува во сила. Членот на Државната комисија за спречување на корупцијата Бесник Џемаили е избран за нов заменик председател на комисијата. Одлуката е донесена едногласно по предлог на председателот на Државната комисија за спречување на корупцијата Адем Чучуј. Џемаили ќе извршува функцијата во наредните 6 месеци. Неговиот мандат ќе започне на 19 август, веднаш по истекот на мандатот на актуелната заменик председателка Софија Спасова Медарска, кој завршува на 18 август. Председателот на антикорупцијска Адем Чучуј појасни дека изборот на заменик председател се врши според принципот на ротација. Редоследот на изборот се утврдува по азбучен ред на презимињата на членовите на комисијата, со цел да се обезбеди рамноправно учество во раководните функции. Министерот за здравство Сашо Клековски, директорот на Фондот за здравствено осигурување Златко Перински, градоначалникот на Штип Иван Јорданов, лекари од клиничката болница Штип и представници на Светска банка го разгледаа концептот за завршување и целосно премување на новиот болнички комплекс во Штип. Според најавите, проектот предвидува инвестиција од околу 6,7 милиарди денари, односно 109 милиони евра, со која треба да се заврши долгогодишниот проект и да се обезбеди современ регионален здравствен центар за источниот дел од државата. Планирано е да се заврши главниот болнички објект и да се набави современа медицинска опрема и функционално да се поврзат сите болнички одделенија, со што значително ќе се подобрат условите за лекување и работа. Министерот Клековски истакна дека завршувањето на клиничката болница Штип е обврска кон граѓаните од Источна Македонија и нагласи дека целта е пациентите да добиваат навремена и квалитетна здравствена заштита, а здравствените работници и студентите да имаат современи услови за работа, практична настава и професионален развој. Клиничката болница Штип е единствениот клинички регионален центар во источниот дел на земјава.
кој директно обслужува околу 150.000 граѓани, додека поширокото гравитацијско подрачје опфаќа приближно 250.000 жители. Со реализацијата на проектот се очекува да се подобра дијагностиката, третманот и итната медицинска помош, да се намали притисокот врз здравствените установи во Скопје и да се создадат подобри услови за задржување на младиот медицински кадар во регионот. На средбата со представници на Светска банка биле разгледани техничките и финансиските анализи, моделот на финансирање, проектната документација и механизмите за контрола на квалитетот, трошоците и роковите. Од Министерството за здравство најавуваат дека целиот процес ќе се реализира со транспарентен пристап и строг надзор во сите фази од изградбата и опремувањето на болничкиот комплекс. Министерството за внатрешни работи денеска спроведе акцијска сообраќајна на контрола на територијата на целата држава, насочена кон санкционирање на возачите кои не им отстапуваат првенство на возилата со право на првенство на минување, како што се амбулантните возила, противпожарните служби, полициските возила. Во периодот од 7 до 12 часот биле изречени вкупно 43 санкции за овој вид на прекршок. Покрај тоа, полициските службеници евидентирале уште 123 други прекршоци од областа на сообраќајот констатирани за време на контролата. Од Министерството за внатрешни работи потсетуваат дека навременото пропуштање на возилата со вклучени ротациони светла не представува само законска обврска, туку и чин што може директно да придонесе за спасување човечки животи. Посочуваат дека секоја секунда е од исклучително значење при интервенции на итната медицинска помош, противпожарните единици и полицијата. Од МВР најавуваат дека засилените сообраќајни контроли ќе продолжат и во наредниот период, со цел да се зголеми безбедноста во сообраќајот. Воедно патуваат апел до сите возачи доследно да ги почитуваат сообраќајните правила и навремено да им овозможат непречено движење на возилата со право на првенство на минување. Американските сили извршија нов бран воздушни напади врз повеќе војни цели во Иран, прекинувајќи ја неколкудневната пауза во директните операции. Од Американската централна команда соопштија дека нападите биле одговор на неодамнешниот обид на Иран со балистички ракети да погоди американски војни позиции во Јордан. Според командата, во двочасовната операција биле погодени десетици цели поврзани со иранската револуционерна гарда, меѓу кои командни центри, складишта и погони за производство на ракети и беспилотни летала, како и системи за надзор и крајбрежна одбрана. Американската страна наведува дека целта била да се намали способноста на Иран и неговите сојузници да изведуваат напади врз американските сили и меѓународниот поморски сообраќај во Персискиот залив. Од друга страна, Иран соопшти дека претходниот ракетен напад врз американските позиции бил одговор на американските бомбардирања и обвини дека Вашингтон ги прекршил договорите за прекид на огнот. Иранските медиуми јавија за експлозии во Бандар Абас на островите Киш и Кешом и во провинцијата Хузестан. Според нив, во еден од нападите загинале тројца цивили. Нови информации за сега не се потврдени. Во меѓувреме, истрагите и војните операции продолжуваат во Ирак, каде американските сили претходно извршија напади врз проирански вооружени групи. Ескалацијата се прелева и во други земји од Блискиот Исток со нови инциденти во Кувајт, Египет и Саудиска Арабија, каде се пријавени напади врз енергетската и транспортна инфраструктура. Поголемиот дел од Англија се соочува со сериозна суша, откако рекордно ниските врнежи и екстремно високите температури предизвикаа влошување на состојбата во повеќе делови од земјата. Британската агенција за животна средина прогласи суша во 7 региони, меѓу кои Лондон, долината на Темза, Источна Англија, Девон и Корнвол. Според британските метеоролози, јули би можел да стане најсушниот месец од почетокот на мерењата. Во Англија наврнале само околу 7% од просечните врнежи за овој период, додека во јужниот дел од земјата се регистрирани едва 1% од вообичаените количини дожд. Нормални услови за сега има само во североисточните региони и во Јоркшир. Состојбата дополнително ја влошува четвртиот топлоден бран годинава, кој носи температури до 35 степени Целзиусови. Надлежните предупредуваат дека комбинацијата од продолжена суша и високи температури значително го зголемува ризикот од шумски пожари. Службите за итни интервенции веќе интервенирале на стотици пожари низ Англија и Велс во текот на годинава. Експертите оценуваат дека климатските промени придонесуваат за се почести екстремни временски појави. Предупредуваат дека доколку наскоро не наврнат пообилни дождови, сушата може да се прошири во останатите делови на Англија.
Времето денеска ќе биде сончево и топло со мала локална облачност и слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Сутринските температури ќе се движат од 10 до 22 степени, додека дневните ќе достигнат од 32 до 39 степени Целзиусови. Во Скопје ќе преовладува сончево време со слаб ветер од променлив правец. Минималната температура ќе изнесува околу 16 степени, максималната ќе достигне до 36 степени Целзиусови. Според прогнозата, под влијание на топол бран следува период на стабилно сончево и многу топло време. Особено високи температури се очекуваат за време на викендот и во текот на следната работна седмица, кога во одделни делови од земјава дневната температура ќе надмине 40 степени Целзиусови. Надлежните препорачуваат граѓаните да избегнуваат подлог престој на отворено во најтоплиот дел од денот, да внесуваат доволно течност и да ги почитуваат препораките за заштита од високи температури, особено хронично болните, повозрастните лица и малите деца.